Колку чинеше една галија и колку ќе чини да се сруши? Не знам колку чинела, тоа е работа која што си ја имаат корисниците. Рушењето ќе иде по цените кои што Советот на град Скопје, реков дека улици и патишта ќе ја прави за секоја ставка поединечно. Имаме утврдени цени, на крајот фактурата ќе биде доставена до корисникот на галијата. Што се случува со првата галија кај МЕПСО, за која што уште пред една година рековте дека се исполнете сите правни предуслови за да биде отстранета. Дури на пресконференција го потпишавте договорот за отстранување, меѓутоа таа се уште стои, а оваа галија што рековте дури неколку месеци подоцна дека се исполнете условите, ја удвојувате прва. Зошто таа не клирува што е проблемот? Има една спорна одлука на апелациониот суд во Скопје. Јас сакам да ја реобновам таму постапката, да не даеме третман на градежен објект, па да идеме со градежни инспекции да го внесеме градот во нови судски постапки. Како таква ќе влеземе со ново вештачење во нова извршна постапка. Јас очекувам дека ќе се сруши. А втората галија, јас кажав дека во даден момент ако ги отстраниме сите со раскинување на договорот, граѓаните на Скопје може да ги чинат трите галии 6 милиона евра, а овој начин што го одбравме може би е малку подолго траен, меѓутоа дефинитивно не оди на материјална штета на буџетот на градот и на парите на деношните обврзници на Скопје. Неопходно ли беше сега во време на пандемија да се руши? Прашањето беше дали беше неопходно да се стават, а и не гледам каква врска има пандемијата со рушењето на галијата. Совршено никаква врска немаат една со друга. Животот продолжува и во услови на пандемија. Не можеме да еднаш да очекуваме дека треба да имаме во предвид дека е само пандемија, потоа да се бара редовно однесување на институциите. Како се започнаа постапките, и во моментот на започнувањето на постапката немаше пандемски услови, така што совршено е ирелевантно дали е пандемија или не за рушење на оваа галија. Не де Боже да имаше поплава меѓувреме. Што ќе ме прашате тогаш? Собственикот вели дека има подмирени долгови, дека е во судски процес целата работа. Ваш коментар на тоа? Два пати до сега барањата за времени мерки од страна на собственикот се одбиени од страна на судот, значи не станува збор за нешто дека постои судска да речам забрана од една страна, од друга страна во моментот кога ние го раскинавме договорот, го раскинавме заради неплатени 3 закупнини, после раскинувањето на договорот закупнините беа платени, а средствата му беа вратени, значи во правна смисла гледано постфестум уплата не влијае на раскинување на договорот, после раскинување на договорот едноставно нема ефект. Каде ќе оди оваа галија? Оваа галија ќе се, како што кажав, ние нема да ја срушиме, ќе ја демонтираме и ќе ја складираме во складовите кои што ги има град Скопје или во колку собственикот одлучи во меѓувреме сам да ја демонтира па да си ја подигне, тоа е да речам работа што може да ја избере. За мене совршено небитно. Јас кажувам дека во услови на демонтажа ние ќе ја складираме ако ние ја демонтираме, па потоа ќе може да си ја подигне во постапката на извршување, ако не ќе се ја однесе самиот кај што сака. Фонтаната на площадот на Македонија кој се меѓунивен има некој проблем со тој што дена уште стои тук. Се бараат соодветните материјали, пак велам болноумниот и криминален проект Скопје 2014 има сериозни последици, ќе ги санираме една по една. Трпение малку треба за некои работи, не сакаме во правните процедури да предизвикаме било каква штета. За мене е лудо на площад на главен град да поставите фонтана од тој тип како што е поставена, бидејќи таа истата може да загрози и материјалните добра, меѓутоа и животите на граѓаните, како што можете да видите. Градоначалникот во време на пандемија не работи жичарата кон водно, до врвот на водно, иако во меѓувреме на прилежаните од коронавирусот им се препорачува да планинарот, односно да бидат на планина. Меѓутоа тие физички не може да се искачат, бидејќи се препорачува да нема физички активности. Зошто не е пуштено во употреба жичната? Само што надоврзам од друга страна, па автобусите на ЈСП се преполни. Никаде во светот гондолите како жичари, во таа смисла гондоли, не функционираат затоа што таму не можете да ги предвидите минимум безбедносните услови и протоколи на жичарата. Автобусите се полни согласно препораките на Комисијата за заразни болести до 75%. Онаму каде што гледаме дека има интервенции, дека има потреба да се интервенира, го појачуваме превозот. Ние ги влечеме параметрите секојдневно, буквално секој ден. Од аспект на број на валидирани карти и патници, се уште превезуваме за околу 60% помалку патници, отколку што сме превезувале во текот на пред пандемијата.
Меѓутоа еве двојка постојано е полна, има и такви кои не се евидентираат, па ги немате точните податоци на вистина овој автобус, овој број на линија. Дали се конкретно. размислува Значи двојка работи по редовниот, не работи по саботниот возен ред и белам во шпицовите и се појачува. Сега вие ме прашувате дали некој не ја плаќа картата, јас навистина за тоа. Прашањето во нас е Значи, има доволно контроли, дали апсолутно има доволно контроли, зголемени се и бројот на казнети патници кои што не ги плаќаат билетите. Меѓутоа за жал не постојат механизми како ние тие патници да речам што не носат маски или не се придржуваат на препораките на Комисијата за заразни болести да ги отстраниме. Ние можеме ги отстрануваме само патниците кои што немаат платен билет. Дали можеме да очекуваме до крај на вашиот мандат да се устранат и останат легали? Јас искрено се надевам дека ќе се создадат условите, ама ако не во овој, во другиот мандат ќе завршиме работата. Меѓутоа втората галија нема услови да се рadi. Велам, искрено се надевам дека ќе се создадат услови.